сите ние можеме да го надминеме страдањето и да постигнеме постојана состојба на внатрешен мир и бескрајна среќа, ако сме подготвени да го зголемиме нашето ниво на свест. Од тука, важно е да си го поставите себе си следното прашање. Дали сакате да го намалите вашето страдање за одреден временски период или сакате целосно да се ослободите од него? Ако сакате привремено да го намалите страдањето, тогаш пијалак, таблета, логично објаснување или некакво краткотрено задоволство можат да ви помогнат со неизбежните последици на зависност, страв, покајување и така натаму. Но, ако навистина сакате да се ослободите од страдањето, тогаш мора да престанете да го избегнувате страдањето на различни начини и да бидете храбри да се соочите со него. Со други зборови, треба свесно да го прифатите страдањето, без никакво осудување. Ако успеете да го наблюдувате сопственото страдање, без да се обидете да го избегнете, а при тоа да немате некаков внатрешен отпор или осуда, постепено болката предизвикана од страдањето ќе се намали и со време ќе исчезне. Запомнете дека единствено ако станете свесни за вашето собствено страдање, ќе можете целосно да се ослободите од него. На овој начин нема повеќе да се плашите од страдањето, ниту пак ќе бидете исполнети со отровот на самосожалувањето. Секој човек е создаден да биде среќен и радосен во секој момент од животот. Среќата е нашата природна состојба. Иако многумина од нас, за жал, честопати отфрлаат од себе си. Токму затоа, од витално значење е да откриете што всушност ви носи среќа и радост во вашиот живот. За да ја намалите или за да ја отстраните болката поврзана со страдањето, треба да донесувате мудри одлуки и да правите вистински избори, што ќе ве направат среќни во текот на денот. Запомнете дека во секој момент од животот имате можност да одберете што сакате да правите или да искусите. А вашите секојдневни одлуки ќе го одредат нивото на вашата среќа и квалитетот на вашиот живот. Како што Хераклит мудро изјави: ден по ден, тоа што го избираш, тоа што го мислиш, тоа што го правиш, е тоа што ќе станеш во животот.